Продолжуваме понатаму со множината. Сега ќе ја работиме формата за второ лице множина. Значи, вие, во турскиот јазик тоа е сис. Но мораме да спомнеме дека овде не станува збор само за множинска форма, туку може да станува збор и за формално обраќање. Исто како македонскиот јазик. Значи, ние кога ќе кажеме вие, можеме да се обратиме на група луѓе, тогаш е множина, а можеме да се обратиме и на еден човек формално. За да направиме реченица во второ лице множина, дели на македонски е вие сте. Бла бла бла. Сега ова сте во турскиот јазик е глаголска наставка, како и сите останати претходно што ги учевме. И ова сте во турскиот јазик има 4 форми. Тоа се сыныс, синис, сунус или пак сунус. И пак истото правило. Значи, ако позната самогласка е а, односно ы, тогаш ја употребуваме формата сыныс. Ако позната самогласка е или и, ја употребуваме формата синис. Ако позната самогласка е о или у, ја употребуваме формата сунус. И ако позната самогласка е ö или ü, ја употребуваме формата сунус. И сите овие имаат ист превод, значат сте. Помоштен глагол сум во второ лице множина. Ајде да видиме примери. Сис, насл, сыныс. Верувам дека ова сте го слушнале многу пати. Сис, насл, сыныс. Насл, сыныс, имаме прашално зборче тука, насл. Насл значи како. Како. Може да значи каков, каква, какво, какви, но тука во случај станува збор за како. Вие како сте. Значи, сис, насл, сыныс, како сте вие. Вие како сте. Може и да го изоставиме сис, нели, ако е диалог во прашање. Мераба, насылсыныз. Здраво, како сте? Мераба, насылсыныз. Не мора да биде мераба, сиз насылсыныз. Туку мераба, насылсыныз. Здраво, како сте? Кога ги употребуваме личните заменки? Исто како и во македонскиот јазик, горе-долу. Например, кога имаме диалог, здраво, како сте? Другиот ќе одговори, благодарам, добро сум. А вие, како сте? Во тој случај, нели, мораме да употребиме личната заменка, а вие како сте? Не можеме да кажеме добро, благодарам, како сте? Значи, вака не можеме да вратиме. Исто и на турски. Значи, кога потенцираме или акцентираме за кое лице станува збор, тогаш мораме да употребиме личната заменка. Тоа се учи со пракса. Значи, сис, насл, сыныс, вие како сте? Насл, како? Можете, овие сите нови зборови, претходно може би заборавив да ви спомнам, но сите нови зборови, како што ги запишувате во тетрадка, менувајте ги со сите наставки кои што досега сме ги учеле, за сите лица. Значи, моментално сме до сис, сис е второ лице множина и ни останува уште трето лице множина, што значи дека можете насл да го смените во прво лице за јас, за бен, второ лице за сен, трето лице за о, прво лице множина за бис и второ лице множина за сис. Ете така. И следниот час, кога ќе учиме и формата за трето лице множина, ќе знаете како да направите и за таа форма. Одиме понатаму. Сис, güzel, синис. Сис, güzelsiniz. Güzel значи убав, убава, убаво, убави. Че сис güzelsiniz, ова значи убави сте, вие сте убави, а може да значи вие сте убава или убав, ако се обраќате на едно лице. Повторно ова да го спомнам. Güzel зборчето е придавка. Siz çalışkansınız. Siz çalışkansınız. Вие сте работливи, вие сте вредни. Siz merkezdesiniz. Merkezde. Де е статичната наставка, меркез значи центар. Чи меркезде ќе биде во центар или во центарот. Вие сте во центар. Вие сте во центарот. Siz merkezdesiniz. И последниот пример. Siz İtalyansınız. Siz İtalyansınız. Вие сте италијанци. Siz İtalyansınız. Одлично.
За да направиме негативна реченица, повторно ќе го потребиме зборчето дејел. Дејел има само една форма, рековме, што значи дека наставката ќе биде синис. Нема друга опција. Дејел синис ќе значи не сте. Значи сис дејел синис, вие не сте, дејел синис само не сте. Ајде да ги видиме примерите. Сис дејел синис, вие не сте. Сис татил де дејел синис, вие татил де. Де значи наставката за статичност. Татил де на одмор. Татил значи одмор, може да значи и распуст. Сис татил де дејел синис, вие не сте на одмор. Сис Истанбулда дејсинис, вие не сте во Истанбул. Да, де, тате, наставка за статичност. Кога се додава на град, нели, село, држава, нели, собствена именка, мораме да употребиме апостроф. И затоа тука имаме Истанбул, апостроф, да. Че сис Истанбулда дејсинис, вие не сте во Истанбул. И последниот пример. Сис Јоргун дејсинис, вие не сте уморни. Јоргун уморен, уморни. Вие не сте уморни, сис Јоргун дејсинис. Прашалната форма повторно се прави со прашалното зборче м, ми, му, му. На м, ми, му, му треба да ги додадеме формите кои што, нели, ќе бидат во хармонија со прашалното зборче. Значи од м имаме мснс, ми мисинис, му мусунус и му мусунус. Повторно правилото е после а доаѓа мснс, после и мисинис, после у мусунус и после у мусунус. И ова ќе значи дали сте вие нешто. Дали сте. Ајде да ги видиме и овие примери. Сиз мисинис, сис мисинис, сис мисинис, вие ли сте? Сис авукат мснс, вие адвокати ли сте? Сис авукат мснс. Сис ие мисинис, еве го ова што го спомнавме претходно. Сис ие мисинис, вие добро ли сте? Сис ие мисинис. Сис бахче де мисинис, бахче де, наставка за статичност, вие дали сте во дворот, бахче двор. Сис бахче де мисинис, вие во дворот ли сте? И последниот пример, сис мемнун мусунус, сис мемнун мусунус, вие дали сте задоволни. Мемнун зборчето значи задоволен или задоволна, задоволни, така натаму. Тоа е се за овој час. Görüşürüz.